Добар ден, планневни вести на Канал Плюс. 20 на минути за актуелните случувања во регионот. Почнуваме со најава на дел од нив. Светската банка ја рангира Македонија на 12-тото место според бизнис климата за компаниите и инвеститорите. Високата позиција влијае позитивно за привлекување странски инвеститори. За само 10 дена во Кочани и Кочанско се случија неколку сообраќајни несреќи, една од нив со смртни последици. Вчера тешко повредени се возач и сопатник на мотор. Вечерва во Кочани промоција на збирка афоризми Македонио оф Моримајко од афористичарот Маријан Ангеловски. Според најновиот извештај на Светската банка, Македонија според условите за водење бизнис е рангирана на 12-тото место од вкупно 189 земји од светот. Шеста поред е на европската листа, а прва е од земјите од Западен Балкан. Ова признание е потик Македонија и понатаму да работи на подобрување на бизнис климата во земјата, изјави премиерот Груевски. Република Македонија го има 12-тото место на ранглистата за бизнис од вкупно 189 земји од светот, а 600 во Европа. Ова стои во извештајот на Светската банка на Doing Business. Македонија во 2006 година беше 94-та на листата на Doing Business, што дури за 82 места подолу од оваа година. Од европските земји пред нас се само 4 скандинавски држави, Данска на 3-то место, Шведска на 8-то, Норвешка на 9-то и Финска на 10-то и Велика Британија на 6-то место. Што потврдува дека Македонија не само што е лидер помеѓу земјите од регионот во југоисточна Европа, туку е и меѓу лидерите во Европа и во светот. Според премиерот, ова рангирање се должи на низата реформи за воведување модерна законска регулатива, условите за увоз и извоз, реформи за царинската управа, во издавањето градежни дозволи и други реформи кои во текот на изминативе 10 години владата ги спроведува. Праксата го потврдува тоа. Како што се подобрува рангот на Македонија на оваа листа, се зголемува и бројот на странски компании кои доаѓаат во земјава. Овој резултат е пример како со посветена работа, заеднички труд, може да се постигне многу. Овој извештај е вреднување на тој труд. Ова е успех на сите граѓани. На ваков начин се рушат сите бариери и дилеми и се потврдува дека Македонија има капацитет со напорна работа да постигне врвни резултати во однос на бизнис климата, додаде Груевски. Вчера заседаваше Советот на општина Виница. Без дискусија беа усвоени кварталните извештаи како и програмата за развој на општината, која треба да се реализира наредната година. Третиот квартал од 2015 година од буџетот на општина Виница завршува со реализација од 67,54% на вкупните приходи, а основниот буџет е реализиран со 54,23% или со 54 милиони 436 илјади денари. Вкупните расходи се остварени во износ од 176 милиони 120 илјади денари. Советот денес без аргументи за и против ги усвои кварталните извештаи како и програмата за развој на општината во 2016 година. Филтер станицата во село Трсино, чија финансиска конструкција околу 7 милиони денари кои се обезбедени од платежната агенција преку програмата за рурален развој, а вториот развоен проект е изградба и асфалтирање на улиците 2009 и 2010 во индустриската зона, чија вредност е 6,5 милиони денари. Советот ја усвои и предлог одлуката за утврдување на нацрт детален план за блок 11 дел 2, простор кој е предвиден за лесна индустрија, сервис и стоваришта со вкупна површина од 4 хектари. Станува збор за имотот на поранешниот Југотутун. Бројот на постојано и привремено вработени во детската градинка во Виница отвори дискусија по годишниот извештај на оваа установа, како и барањето за формирање групи со поголем број деца. Во групите во моментот престојуваат и по повеќе од 30 дечиња. Факт која наметнува потребата од проширување на капацитетите со нови простори и нови вработувања. Последните испитувања на водата од крајот на септември во неколку населени места повторно укажуваат на хемиска и бактериолошка неисправност, посебно во Виничка Кршла, Крушево, Градец и Пеклани. Единствено како исправен се покажал примерокот од село Драгобраште.
Советот со 10.000 денари ќе го подржи печатењето на монографијата по повод 70 години постојање на библиотеката Ванчо Прке. По претходно одлагање со мнозинство гласови се поддржаа предлог одлуките за давање согласност за долготраен закуп на градежно земјиште за изградба на 2 мали хидроелектрани на Зрновска река. Во отсуство на представник од Македонски шуми по претходно барање да се даде одговор до кога ќе доцне испорачувањето на дрвата, точката се одложи за следниот совет, но покрај на изнесување на повеќе прашања околу оваа проблематика, која сериозно ги загрижува граѓаните кои на почетокот на ноември ги нема добиено своите платени дрва. И овој пат, повеќе советнички прашања од опозицијата не го начекаа бараниот одговор во писмена форма, како што беше наложено уште пред неколку седници. Уште една сообраќајна несреќа го потресе Кочани, каде за краток период се случија неколку сообраќајни несреќи, а викендов имаше и жртва. Во вчерашната сообраќајна несреќа тешко повредени се возач и сопатник на мотор во директен судар со трактор на локалниот пат Кочани Градовци. И понатаму продолжува црниот биланс во сообраќајните последици. Во Кочани во период од 10 дена се случија неколку сообраќајни несреќи, во кои освен материјална штета имаше и тешко повредени, а едно лице им подлегна и на повредите. Последната сообраќајна незгода се случи на локалниот пат Кочани Градовци, во која 2 лица се потешко повредени. Несреќата се случила кога моторот Веспа удрил во трактор, пошто возачот на моторот на возраст од 27 години и неговата сопатничка 21 година се тешко повредени. Повредените веднаш се пренесени во медицинскиот центар во Кочани, каде што е им укажана и лекарска помош. На возачот му се констатирани повреди и фрактури на кичмениот столб, додека на сопатничката само повреди на главата. Поради сериозноста на повредите, тие се испратени на неврохирургија и на травматологија во клиничкиот центар Скопје. Причините за несреќата доправа ќе се утврдуваат. Надлежните како главни причини за несреќите кои се случија констатираат дека се неприлагодената брзина при управување со моторните возила и непочитување на сообраќајните знаци. Денес заседава Советот на општина Штип. Дел од обемниот дневен ред е предлог одлуката за одлагање на комуналниот отпад од општина Карбинци во Штип. Штипските советници денес даваат согласности на одлуката за кофинансирање на изградба на локален пат меѓу селата Врсаково и Судик до Долно Трогерци и за реконструкција на мостот меѓу селата Ратавица и Бунеш. Советот на општина Штип денес врши измени и дополнувања на општинскиот буџет за оваа година. И во Кочани во тек е седницата на Советот на општината. На дневен ред е буџетскиот календар за 2016 година, програмата за управување со отпад на подрачјето на општина Кочани до 2018 година и годишен извештај за работата на детската градинка Павлина Велјанова. Вечерва во фоајето на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани ќе биде промовирана збирката афоризми со наслов Македонио офмори мајко од Маријан Ангеловски. Промоцијата е во 19 часот, а промотор е Душко Кралевски. Петнаесет лица беа повредени, од кои едно во сериозна состојба. Синоќа во пожар во авион на пистата за полетување на аеродромот Форт Лодердейл во американската држава Флорида. Еден од моторите на леталото избувнало во пламен, што наложило патниците да се евакуираат. Авионот Boeing 767-200R на американската авиокомпанија Dynamic Airways требало да полета за Венецуела. Меѓу хоспитализираните патници имало и едно дете, соопшти медицински извор. Вкупно 101 лице, патници и екипаж биле евакуирани. 17 мигранти загинаа во двете нови несреќи во водите на Егејското море, јавија грчките медиуми. Кусо пред полнок синоќа, грчките власти добиле сигнал за превратен чамец во регионот на Калимнос. Првичните информации биле дека околу 100 бегалци паднале во морето, веднаш е започната спасувачката операција, при што досега се спасени 138 бегалци, а од морето биле извадени 14 тела.
Грчката крајбрежна стража трага по исчезнатите, а нивната точна бројка не може да биде утврдена. Во регионот дува силен ветер. Рано изутринава покрај островот Родос, глисер на крајбрежната стража спасил 6 бегалци и извадил 3 тела од морето. Се трака по уште 3 лица. Во американската држава Флорида беше екзекутиран маж, осуден за убиство со нож на поранешната сопруга, ќерката и уште 2 жени во 1985 година. Джери Корел беше прогласен за мртов во 19 часот 36 минути по локално време во државниот затвор на Флорида, откако му беше ставена смртоносната инjekција. Екзекуцијата беше извршена откако Врховниот суд на САД ги отфрли последните жалби. Корел е 22-иот екзекутиран затвореник за време на управувањето на гувернерот Рик Скот. Смртната казна беше вратена во државата во 1979 година. Боречките спортови викендов се доминантни, барем кога се во прашање на стапите на нашите надпреварувачи. Делчевката Кристина Стојчевска, која се наоѓа во Белград и е дел од светското кикбоксинг првенство, ја забележи и првата победа. Таа во категоријата минус 55 кг лајт контакт се сретна со унгарката Габриела Буса, која е вице-шампионка од последното европско првенство одржано во 2014-та. Стојчевска извојува ефектна победа од 3-0 и се пласираше во осми на финалето, а следната незина борба е веќе денес во надпревар во кој за противник ја има италијанката Иленија Ничеле. На ова светско првенство присутни се вкупно 669 надпреварувачи од 52 земји од 5 континенти, а домакините се погрижија се да се одвива во одлична организација. Од македонските надпреварувачи засега покрај Стојчевска, која е во игра за медал, најмалку бронзен медал загарантираа Стефани Тодорова, која се надпреварува во категоријата минус 60 кг киклајт, како и двојниот светски шампион Димитар Ѓоргиев, кој вчера во минус 74 кг киклајт го совлада бугаринот Радослав Славчев. На ова првенство во улога на судија настапува и таткото на Кристина Љупчо Стојчевски. Кога сме кај боречките спортови, овој викенд македонскиот представник во борење слободен стил Кристијан Воденски за противник ќе го има германецот Мац Валдштајн. Јас сам Кристијан Воденски. Сабота ќе се борам против Мац Валдштајн. Сега ќе ви покажам како се тренира. Кристијан Воденски во категоријата до 26 кг во грчко-римски стил минатиот викенд настапи за својата екипа АСВ Грисхајм против Хесбах, која славеше со 5-4 во рамки на детската лига на покрајната есен. Инсертите во позадина се само дел од тренингот на Воденски пред настапот во борење слободен стил, тренинзи кои се одвиваат со помош на неговиот татко и тренер Ване Воденски. Ова е се во планемните вести. Повеќе за денешните случувања подготвуваме за дневникот во 16:30. Пријатен ден!